Додека енергетските компании, владата и општините си ја префрлаат топката каде бил проблемот, расте револтот на граѓаните кои имаат слабо или воопшто немаат парно греење. И денеска, кога падна снег и температурата е ниска, дел од жителите на аеродром Центар Карпош и Киселавода се пожалија дека мрзнат во овие студени денови. Вела дека не било нормално компаниите кои ги снабдуваат граѓаните со топлинска енергија по цели денови да го штедат парното, зашто добар дел од граѓаните биле и со мали деца. Тие реагираат и дека покрај тоа што плаќаат повисоки сметки, дома се покривале со ќебиња и дополнително ги догревале становите со греалки. Послабо го пуштаат, навечер го нема, потребно е поголема топлина, очигледно е дека овие денови има нешто застој, веројатно заради газ, што нема и така натаму. Многу слабо. Мислам, рано го исклучуваат. А си плаќате редовно? Редовно све. Најавува дека ќе го пуштат и така. Навечер ќе се покрие, сама преку ден е проблемот и децата се проблем. Што шеткаат, што играат. Од Балкан Енерджи Груп признаваат дека испорачуваат оптимизиран режим на испорака на топлина, зашто гасот што го купувале бил многу поскап. Ваквиот режим на испорака на топлинска енергија е оптимизиран, односно редуцирани се внатрешните температури на објектите кои имаат повисоки температури од пропишаните. Во услови на енергетска криза и раст на цената на енергенсите, цената по која компанијата го купува природниот газ е повеќе од 4 пати повисока од цената која е предвидена во тарифата. Од топланата Скопје Север, која веќе една недела не ги грее своите корисници, се надеваат дека општина Чаир ќе го подмири долгот за да може да купат газ и да го вклучат греењето. Сепак овие пари велат немало да бидат доволни за да може наредниот период нормално да функционираат. Од општина Чаир пак за Алфа вела дека парите во текот на денов ќе биле уплатени на нивна сметка и веќе од утре ќе ги имале на располагање. Поради празниците не е извршена исплата и денеска ќе се исплати дел од долгот, но мора да нагласиме дека и да се плати целиот долг. Доволно е само неколку дена да има парно, бидејќи компанијата има проблем со покачувањето на цената на гасот. Значи општина Чаир не е главна причина зошто нема парно греење. Од СМ Енергетика пак веќе соопштија дека испораката била континуирана и топлинската енергија била согласно мрежните правила. Од владата барем засега конкретен одговор нема. Инаку енергетските експерти по кој знае кој пат предупредуваат дека следните зимски месеци додека трае грејната сезона ќе бидат многу тешки. Затоа вела државата подитно да им помогне на компаниите. Инаку новогодишната честитка од регулатор на заграѓаните е поскапо парно за 14%.